Најново издание на регионалните вести прво за оваа работна недела. Поради испуштање на многу студена воздушна маса од север, од денес попладне ќе има опаѓање на температурата. Врнежите од дожд на повисоките места во западниот регион ќе преминуваат во снег, а ќе дува умерен до засилен северен ветер. Промена на временските прилики поради спуштање на многу студена воздушна маса од север ќе има од денес попладне. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, врнежите од дожд кон крајот на денот на повисоките места со надморска висина над 600 метри во западниот регион ќе преминуваат во снег. Утре снежна покривка ќе се формира и на пониските места. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. Во Полошкиот регион, како и во Тетово, до крајот на денот се задржи облачно време со повремени врнежи од дожд, кои во попладневните часови ќе бидат умерен интензитет и постепено на повисоките места во овој регион поминуваат во снег. Ќе дува умерен ветер до засилен од северен правец. Во текот на утрешниот ден времето ќе биде облачно, студено и ветровито со повремени врнежи од снег со слаб до умерен интензитет, особено повеќе ќе биде изразен во источните делови и во западните планински делови. Врнежи ќе има и во пониските делови на земјава, каде се очекува да се формира помала снежна покривка, а на планините да се зголеми. Утринските температури ќе се движат од -3 до 2, а дневната од -2 до 3 степени. Во Тетовскиот регион утринската температура утре ќе се спусти до -1, а дневната ќе достигне до 0. Значи ќе преовладува и во Тетово утре и како и во Полошкиот регион облачно време со повремени врнежи од снег и со умерен до засилен североисточен ветер. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, во среда и четврток изутрина ќе биде многу студено со температури од -9 до -3 степени, пошто ќе следува период на стабилно време со постепен пораст на температурата. Во последните 2 дена во полицијата пријавени се 2 случаи на злоупотреба на социјалните мрежи за лични цели од страна на поединци. Од секторот за внатрешни работи Тетово апелираат корисниците на интернет да се воздржат од комуникација со непознати лица и да не ги откриваат пред нив личните податоци. 26-годишен тетовец завчера околу 22 часот и 30 минути пријавил уцен од непознато лице. Според пријавата, тој на една од социјалните мрежи разговарал на англиски јазик и користел камера со непознатото лице. Непознатото наводно женско лице, откако целосно се соблекло пред камера, побарало и од него да се соблече пред неговата камера, а набрзо потоа му рекло дека неговиот видеоклип ќе го објави на YouTube, доколку не му исплати 500 американски долари. Откако 26 годишникот не се согласил со тоа, со образложение дека во моментот нема толку пари за кусо време. Клипот веќе бил поставен на YouTube. Се преземаат мерки и активности за целосно расветлување на случајот. 22 годишна девојка од гостиварското село Добридол завчера пријавила дека изминатите 2 дена на незиниот мобилен телефон засега непознато лице испратило 40 на SMS пораки со недолични навредлива содржина и побарало да му плати 2000 евра. Во спротивно, непознатото лице се заканило дека ќе објавило незина фотографија со контроверзна содржина, која, како што кажала, била монтирана. Се работи на целосно расчистување на случајот. Според полициските информации, социјалните мрежи се повеќе се злоупотребуваат во Полошкиот регион. Најчести корисници на овие мрежи се млади, но и повозрасни, кои на овој начин комуницираат со други лица, неретко и со такви кои воопшто не ги познаваат. Но во последно време се случува поединци многу да ги злоупотребуваат, односно тие да бидат злоупотребени на овие мрежи. СВР Тетово повторно потсетува и кажува дека злоупотребувањето на лични податоци представува кривично дело, за кое е предвидено парична и затворска казна до 1 година. Доколку злоупотребувањето го извршило службено лице при вршење служба, ќе се соочи со затворска казна од 3 месеци до 3 години. За да се превенираат ваквите злоупотреби, до корисниците на социјалните мрежи се апелира да се воздржат од воспоставување комуникации со непознати лица, да бидат крајно внимателни при разменување на лични фотографии, телефонски матични броеви и други податоци, кои потоа на разни начини би можеле да бидат злоупотребени на нивна штета. Куче бездомник предизвикало сообраќајна незгода на автопатот Тетово-Скопје кај клучката за Желино.
Поради недоволно обезбедениот автопат Тетово Скопје, вчера наутро кај клучката за Желино од ова автопатна делница, товарно возило со гостиварски таблици удрило и усмртило куче бездомник, кое неконтролирано се движело по коловозот. Повредени во возилото нема, причината е само материјална штета. Најчести сообраќајни прекршоци во Тетово продолжи и вчера и ноќеска. Во заселените контролни активности биле откриени 11 нерегистрирани возила, 10 лица кои управувале без возачки дозволи и 5 возачи почетници. Овие и другите прекршоци во периодот за кој станува збор заокружени се со 26 прекршочни, 7 платни налози. Прекршителите ќе се соочат со законски предвидените глоби. Предвременни парламентарни избори 2016. Кандидатот за пратеник од ВМРО ДПМН за 6-та изборна единица Горан Манојловски одржа пресконференција. Читувани сограѓани, драги тетовчани, во рамките на проектот на владата во вредност од 30 милиони евра за реконструкција на локални патишта, ќе се реконструира и дел од патот Благоја Тоска во Тетово во должина од 1,3 км. Сакам да кажам дека вчера народот во Скопје покажа и докажа кај е силата, кај е вербата на народот и вчера сите видоа колку многу фантоми имаше на градскиот плоштад во Скопје. Затоа, денеска ја користам и оваа прилика да ги повикам сите тетовчани, сите граѓани на општина Теарци, на општина Јагуновци, на општина Брвеница, на општина Боговиње, да дојдат утре на градскиот плоштад во Тетово во 20 часот, за да не видат колку ги има фантомите во Тетово. Носителот на листата во 6-та изборна единица од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Владимир Ѓорчев одржа пресконференција во Гостивар. Ѓорчев зборуваше за економските мерки во партиската програма Реално. Новата влада на ВМРО ДПМН ќе отвори 70.000 нови работни места. Значи во фабриките и инвестициите кои што ќе дојдат, ќе има 70.000 нови работни места и тоа ќе доведе до пад на невработеноста, но исто така ќе доведе и до зголемување на платите во оние компании кои што веќе работат. Тоа значи дека колку што повеќе се намалува невработеноста, толку повеќе расте цената на трудот, толку повеќе расте цената на работната рака, на тој начин ќе имаме и намалување на невработеноста преку отворање на 70.000 нови работни места, нови компании, нови фабрики, но исто така и раст на платите во постојните фабрики и во постојните компании кои што веќе работат. Исто така, владата на ВМРО ДПМН ќе обезбеди 101 милиони евра ефтини кредити со фиксна камата од 5,5% и рок на отплата до 8 години, како и инвестиции кои што ќе значат раздвижување на локалните економии. Би сакал да најавам исто така и завршување на еден важен проект за Гостивар, кој што е веќе отпочнат, а тоа е изградба на 70 станови за социјално ранливите категории. Значи, веќе имаме карабина, веќе се гради објектот и некаде за година и пол тие 70 станови во близина на болницата на Гостивар ќе бидат готови и ќе бидат можност за решавање на ова важно животно прашање за поголем број на семејства од Гостивар. Ете, тоа се делата, тоа се конкретните работи кои што ги правиме, тоа се конкретните чекори кои што ги преземаме и конкретните мерки кои што веќе ги имаме. Би сакал исто така да ги повикам гостиварчани утре, во вторник, во 17:30, значи во 5:30 попладне, да дојдат на главниот градски плоштад и да го проследиме обраќањето нивниот премиер на Република Македонија Никола Груевски. Ќе презентираме многу проекти за Гостивар, ќе кажеме повеќе работи кои што сме ги направиле, но исто така ќе упатиме и силна порака за унитарна Македонија. Ги повикувам исто така и луѓето кои што се неопределени, кои што размислуваат на кого да го дадат својот глас, ги повикувам и членовите на СДСМ. Ги повикувам и членовите на СДСМ да слушнат што е понудата, да ја чујат нашата програма, да ги чујат нашите обраќања и да споредат. За разлика од раководството на СДСМ, ние имаме и конкретна програма во делот на економијата, но исто така имаме и позиции кои што се силно на линија на унитарноста на Република Македонија
и на линијата на зачувување на уставниот поредок. Планот за живот во Македонија содржи плани насоки како до подобри плати и вработувања, порача денес од Лешок, носителот на листата на кандидати за пратеници од СДСМ од 6-та изборна единица. Се наоѓаме во Лешок, општина Теарце. Денеска разговараме со граѓаните на општина Теарце за проблемите кои што ги мачат и тие се исти и слични како секаде во нашата држава. Мала плата, невработеност и селување на младите. Овде сме да го соопштиме нашиот план за живот во Македонија, план кој што ќе овозможи вработување на младите, зголемување на просечната плата во Македонија до 2020 на висина од 30.000 денара, а минималната плата на 16.000 денара. Овде сме да разговараме за нивното секојдневие, за бесправната сеча на шумите, за недостатокот на канализација во општина Теарце во 21. век. Луѓето се жртви на неспособната државна и локална самоуправа, која што не знае, не може, не сака да изготви потребна документација да дојдеме до ефтини европски пари за решавање на овој сериозен проблем. Во Македонија конечно мора да запри селувањето на младите, во Македонија мораме да ја придвижиме економијата. Овде сме да го соопштиме планот на Македонија, посетивме неколку од приватните погони кои што се пример за тоа како треба да изгледа македонската економија и кои се тие фирми кои што ние ќе ги помагаме со државна помош во висина од 140 милиони евра за 4-годишниот мандат. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се обврзува дека минималната плата ќе изнесува 16.000 денара, а просечната плата 30.000 денара. Нашата цел е да го шириме планот за живот во Македонија, луѓето да останат овде, да изградиме една демократска, современа, европска република Македонија. Проблемот со депонијата е едно од горливите прашања кои што поскоро треба да се решат, посочија денес кандидатите за пратеници од СДСМ за 6-та изборна единица. Почитувани сограѓани, за жал, по кој знае кој пат мора да ви го посочиме проблемот што не засега сите нас без разлика од политичката припадност, националност и вероисповед. Проблемот со оваа дива депонија не прилега на држава која претендира да стане членка на Европската Унија. На само 50 метри од оваа дива депонија се пече леб за нас и за нашите деца. Дали воопшто некој го испитал загадувањето на подземните води и какво влијание има тоа врз нашето здравје? СДСМ овој проблем ќе го постави како приоритетен, затоа што во нашиот план за живот во Македонија ние предвидовме изградба на регионална депонија за Полошкиот крај, која ќе значи само еден почеток, односно прв чекор во изградбата на фабрики за рециклажа, со што и бенефитот ќе биде повеќе кратен. Исто така сакам да ја искористам и оваа прилика да ги повикам сите граѓани на општина Тетово да гласаат за коалицијата предводена од СДСМ. Ние, здравјето на граѓаните ни е во преден план, ние се грижиме за граѓаните и затоа сакаме да го заокружите бројот 4 на вашето гласачко ливче на 11 декември. И само така, со тоа гласање, вие ќе гласате за вашата иднина и за иднината на вашите деца. Драги сограѓани, еве како дел од коалицијата која што ги зема озбилно во предвид заложбите на дом, сакам уште еднаш јас да посочам дека ова што позади нас го гледате е еден еклатантен пример на примена, односно на практикување на власта само за своји потреби, односно за гласачки потреби. Примерот за нас покажува дека решавањето на проблемите не е на агендата на оваа власт. Агендата е исполнета само со ловење на гласови и чистење на депонијата во ситуација кога треба граѓаните да видат дека нешто се работи. Се надевам дека програмата што ја пропагира коалицијата ќе успее со ваша помош да ја реализира. И затоа четворката нека ви биде приоритет на 11. Носителот на листа Петре Шилегов и кандидатите за пратеници од коалицијата предводена од СДСМ вчера попладне остварија средби со жителите на Горно Мало и блок 70, пошто се сретна и со спортските работници од Тетово. Продолжуваме денес целодневно низ Тетово, јутро бевме по низ тетовските села, имавме
плодна дебата со организирана од страна на ромите како една од најдискриминираните заедници во Република Македонија, особено кога е политиката во прашање. Продолживме со средби во Горна Чаршија, сега сме во блок 70, ке се видиме и со спортските работници, не застануваме, нема да застанеме до 11 декември до конечната победа. Го шириме планот за живот во Македонија, наидуваме на одличен прием кај сите граѓани, разговараме со луѓето за нивните проблеми, ги соопштуваме нашите солуции, реалните решенија за подобрување на секојдневието на нашите граѓани, не даваме лажни ветувања. Сметаме дека нашиот политички конкурент и Никола Груевски и Владко Ѓорчев, кои што се движи ни шеската, се луѓе кои што веќе немаат што да кажат, немаат ни зошто да кажат, немаат ни што да соопштат на граѓаните. После 10-10,5 годишно владење, крајот на нивните лаги се гледа, луѓето се одлучени дека ќе ставиме крај на ова дивење, на криминално владење, на анархијата, партизацијата што е воведува во нашето општество. Го ставаме човекот во центарот на фокусот, младиот човек особено. Крајната цел е да отвориме нови работни места, да ги подобриме платите, младите да не ни заминуваат од државата, тука да ја наоѓаат својата иднина. Во сегментот на спортот будиме едно сериозно оместување, се со цел да ја заживееме спортската активност, најпрво на аматерско или рекреативно ниво, а понатаму во зависност од тоа која генерација каде во кој спорт успева да го подигаме и професионално во ниво на спортот. Спортот ни е паднат на маргините заради погрешно поставен концепт на развој на спортската култура пред се. Со цел да се овозможи еднаков пристап во делот на гласањето и да се вреднува гласот на ромската заедница, вчера се одржа неформална платформа Мојот глас, моја одговорност. Иако беа поканети представници од сите партии кои ќе учествуваат на изборите во 6-та изборна единица, на дебатата учество зедоа само коалицијата на СДСМ, коалицијата ВМРО за Македонија, Демократската унија за интеграција и Движењето БЕСА. Едукација и информација на граѓаните припадници на ромската етничка заедница за време на и по изборниот процес. Со оваа цел вчера се одржа неформална платформа Мојот глас, моја одговорност, чии организатори беа ромските невладини организации Сонце, Романо Абази и Месечина. И покрај тоа што биле поканети сите политички партии кои ќе учествуваат на изборите во 6-та изборна единица, свој представник има само коалицијата на СДСМ, коалицијата ВМРО за Македонија, Демократската унија за интеграција и Движењето БЕСА. Платформата всушност има членство од десетина невладини организации. Целта на оваа платформа е да овозможи информации до граѓаните, посебно во делот на ромската етничка заедница. Оваа платформа не работи само во Тетово и во Гостивар и во Дебар, не работи само во изборната единица 6, напротив работи во, или за среќа, работи во на целата територија на Република Македонија. Она што денес имавме прилика да го организираме 3 организации од западниот дел на Македонија, кои што се вклучени во оваа платформа. Тоа е Месечина од Гостивар, Сонце од Тетово и Романо Авази од Тетово. Целта на платформата е да, како што кажав, да овозможи еднаков пристап до делот на гласањето. Ние пред да ја имаме оваа дебата, гледам доста луѓе кои што учествуваа во дебатите кои што ние ги организиравме во ромските населби. Целта беше да се вреднува гласот и на ромската заедница. Ние ветивме и го остваривме. Рековме дека ќе имаме една дебата и со политичките партии кои што се кандидираат во изборната единица 6. Само да напоменам дека сето она што денеска ќе имаме прилика да го слушаме, ние ќе го сочуваме во архивите на нашите организации. Иншала, Боже здравје, да после 4 години повторно да ги викнеме политичарите кои што ќе успеат да победат во оваа изборна трка и да ги подсетиме што тоа за нас ветиле.
Оваа платформа покрај другото организираше можност секој носител на листата за пратеник во изборната единица 6 или нивни делегиран представник да се представи себе си и заложбите кои би ги превземале во насока на поголемо општествено вклучување на ромската заедница во Македонија. Дебатата во целост беше организирана да биде еднаква кон секој представник или кандидат со точно утврдена временска рамка и со точно утврдени прашања. Платформата има членство од 10 невладини организации и работи не само на територијата на 6-та изборна единица, туку низ цела Македонија. Предвремени парламентарни избори 2016. Градоначалниците на Тирана, Тетово, Приштина, Прешево и Наулцин вчера во албанскиот главен град формираа Унија на албански општини во регионот. Како што јавува албанската телевизија Топ Ченел од Тирана, првпат е формирана Унија на главни општини во регионот со кои раководат албанци, а асоциацијата има за цел да изгради механизми потребни за меѓусебна соработка. Градоначалниците на 5 градови од Албанија, Македонија, Србија, Косово и од Црна Гора пред неколку недели го договорија формирањето на Унијата на албански општини во регионот, а вчера во Тирана потпишале платформа за соработка во областа на урбанизмот, животната средина, културата, инвестициите и на иновациите. Независноста на Албанија е прогласена на денешен ден 28 ноември 1912 година на големото народно собрание во Валона. Албанскиот национален празник е познат и како Ден на знамето. Поранешниот француски премиер Франсоа Фијон ја доби кандидатурата на конзервативците да се трка на претседателските избори идната година. На вчерашниот втор круг тој доби над 66% од гласовите, додека неговиот ривал исто така екс-премиер на Франција Ален Жипе 35%. Фион во текот на кампањата се залагаше за драматични реформи на слободниот пазар, построги правила за имиграцијата и поблиски односи со рускиот претседател Владимир Путин. Десетици илјади жители во бунтовничкиот дел од сирискиот град Алепо беа принудени да ги напуштат нивните домови по брзиот напредок на сириската армија против бунтовниците. Сега се стравува дека најважното бунтовничко упориште би можело да биде поделено, што ќе доведе до натамошни цивилни страдања во градот. Цивилите пристигнуваат во Џабурин, предградие на Алепо под контрола на владините сили, каде што се сместуваат во привремени засолништа и каде што добиваат храна и медицинска помош. Сириската црвена полумесечина донесе помош, вклучувајќи душеци и санитарни материјали. Цивилите изразија поддршка за сирискиот претседател Башар ал-Асад и армијата. Времето денес беше облачно со повремени врнежи од дожд, а на планините од снег. Поради спуштање на многу студена воздушна маса од север ќе бидат проследени со засилен северен ветер, а во попладневните часови врнежите на некои повисоки места ќе преминуваат во снег. Минималната температура се движеше од -2 до 3, а максималната од 5 до 10 степени Целзиусови. Во Македонија утре ќе биде умерено облачно во утринските и предпладневните часови со провејување на снег. Истите попладне постепено ќе престануваат. Утринските температури ќе се движат од -6 до 1, додека пак максималните дневни температури од 1 до 5 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.